почитуван колега Миле Талевски, внимателно ве слушав, наметнавте многу теми, секако во неможност да се концентрирате на она што е тема денеска, ребалансот на буџетот на Република Македонија. Направивте каша попара во вашиот говор. Се со цел да нападнете, но еве јас ќе ви кажам, спомнавте што сме направиле за една година власт. За една година власт реализиравме сите оние крупни ветувања кои ги имавме пред изборите, пред граѓаните на Република Македонија. И затоа анкетите се сега такви какви што се, затоа сега вашиот рейтинг на вашата партија е во доменот на статистичка грешка. Затоа и во Прилеп, каде што се повикувавте дека влада е хаос и не е ништо направено, ќе изгубите со повеќе разлика отколку што изгубивте и на претходните локални и на минатите парламентарни избори. Запишете дека Петар Истевски како колега добронамерно ви го кажал ова, друг пат да не се срамите. Но еве што направивме. За почитуваните граѓани да знаат, пластично да му објаснам. Ако еден пензионер пред изборите во ваше време земаше 12.000 пензија, сега зема 17, во септември ќе зема 19.000 денари пензија, што е уште една пензија плюс. Тоа направивме ние за една година почитувани со граѓани. Од 12.000 денари ако земал некој пензија, сега ќе зема 19.000 денари. Ги зголемивме платите во образованието, во здравството, во полицијата, во администрацијата. Оние што штрајкуваа, тутунопроизводителите, сега се задоволни и имаат историски највисока откупна цена и најдобро организиран откуп. Историски највисока цена од 500 денари. Ги завршивме сите оние проекти кои вие ги закочивте заради земање провизии и сега плаќаме како држава високи пенали. Патот градско Прилеп, за кој се гордеете дека бил 90, 100, 200 на 100 изграден, но фактот е дека ВМРО ДПМН го започна, вие бевте на власт, не го завршивте, работевте нешто, да, но дојде ВМРО ДПМН на власт и па и го заврши. Така ќе биде и со автопатот од Кичево до Охрид. Така да, она што ВМРО ДПМН како партија почитуван Миле Талевски го вети на граѓаните и го исполни. Ние работиме по принципот зборот е збор и затоа ги добиваме изборите и затоа овие избори ќе ги победиме убедливо во споредба со вас. Благодарам.